Присуствуваме на правење домашно пиво. Во овој момент Дарко го става јачменот во топлата вода и понатаму треба да се очекува процес на ферментација. Колку е ова килограми, Дарко, јачмен? Моментално за ова рецептура се користи прилика 50 кг јачмен. И сега ја додаваме во врелата вода каде што се случува процес на англиски мешинг и насукомување, мислам дека е. И тука ги екстрактираме ферментабилните шеќери. Се одржува на една конкретна температура од 50 па до 60 степени Целзиусови, каде што самите шеќери, самиот јачмен се издвојуваат. И од овде кога ќе завршиме со издвојувањето на јачменот, се префрлуваме во другиот казан, каде што доаѓа вреењето. Самото вреење, прилика 1 час, таму се додава хмел, таму се добива горчината и самата арома на пивото. Вреењето после 1 час се лади и се префрлува за ферментација. Какво пиво правиш сега? Моментално правиме ИПА. ИПА е рецептура што е многу популарна моментално во крафт пиварството, значи доста ароматична, доста свежа, повисок процент на алкохол, прилика 6%, но горчината и самиот алкохол доаѓаат во совршен баланс, каде што многу е интересно да се конзумира едноставно. Ништо од ова, додека почна да студираш, не го знаеше. Всушност, во животот се спремаше за некоја друга работа, ама еве, пивото стана твој избор животен. Па да, мислам дека станав фанатик. После студиите, вака студирав на економски факултет, сметководство и ревизија, канцелариски работи ми беше идејата, например, да работам во финансии, во големи корпорации или слично, но откако отидов во Америка на тие work and travel, што се интересни програми, каде што можете да шетате Америка и да работите, живеев во град каде што имаше преку 30 крафт пивари, таму ми влезе, да кажеме, ова под кожа и многу ме интересираше самиот процес, самата хемија, што се случува позадина и откако се деси ковид пандемијата, нели сите бевме заклучени дома, ја влегов и ги отворив сите учебници по хемија, купував доста книги за пиварство. Значи темелно истражуваш. Темелно влегов максимално и така ми стана се поинтересно и еве сега више не работам канцелариска работа, туку повеќе сум со вака нешто со раце. Всушност, 1 година веќе ја имаш оваа работилница, ти си млад предприемач. Што те натера, љубовта кажуваш дека те натера, ама што те натера да бидеш сам свој газда? Најмногу што те натера? Најмногу што ме натера. Како да кажам, мислам дека први треба да почнеме нашите соништа да ги исполнуваме на некој друг. И така се приметов кога работа во другите фирми или слично некој основал таа фирма, ја почнал и тоа неговиот сон и така се градела таа фирма. Зашто не почнам и јас да си дадам шанса, голем ризик е, не е до толку стабилна работата како што во другите корпорации, но моментално ништо не е стабилно, бидејќи гледаме што се случува на пазарот, секоја година отвараат и затвараат фирми, што се канцелариски работи, за нечистото е во подем и ова е за нечисто пиво, така да ова јас се рачунам како за нечиска пивара, не е огромна пивара со нешто, туку производството од прилика 1 тон, соработам само со мали бизниси, со мали угостителски објекти, пабови или слично што се горе-доле моја возраст и така, интересно е што од една бранша се префрлата кон друга бранша, ризикот е голем, ама не знам, се исполнува едноставно душата со оваа работа. Каква е климата во Македонија за мали предприемачи? Кажа дека имаш пласман, дека не си голема пиварница, ова е занаетчиска работилница. Арно, ама колку е возможно да се одржи сето ова на долги патеки? Па вака да се одржи, треба многу трпење. Значи, да се добијат лиценци, например, да се добија да се произведува крафт пиваро. Јас сум 10-та лиценца во независна Македонија. Значи, во последните 30 години само 10 лиценци се имат издадено. Значи, тука има мако трпене патот за целата документација да се собере. Значи, јас се соберав од прилика 2 години преди
тоа што кај нас институциите се малце поспори, а и ја не се разбирам, не сум адвокат, па да знам како се прибираат сите документи или слично, но треба да се биде истраен и да се проба да се пласира што е, тоест да се влезе со многу мотив и многу енергија за да се добие и да се пласира производ на пазарот. А пазарот после ќе си одлучи дали производот е добар или не. Всушност, кои се тешкотиите кои што еден млад предприемач, освен долгиот пат за да се отвори работилница, ги има на својот пат? Вака, значи, тука се... Например, еве за пивото конкретно. Вака, за пивото, имаме доста макротопен пат, освен документацијата, тоа е да се набават и суровините. Бидејќи кај нас имаме јачмен, но немаме јачменов слад, значи сладарата во Битола се затворила пред 10 на 15 години. Имаме некој див хмелј, ама тој не се користи за пиво, моментално треба некои специализирани хмелови. И мора да увезуваме од Словенија, од Америка, од Франција, од Германија или слично. Исто квасецот, многу битна состојка, ја нема во Македонија, немаме ние хемиска лабораторија што ги одгледува тие квасеци, туку ги увезуваме исто од Франција, например. Така, се што ни треба, дури шишињата, мора да се донесат од некаде да се увезат, бидејќи немаме стаклара. Значи, многу работи што ни требаат, ги нема кај нас, само имаме љубовта и енергијата, друго тоа се снаоѓаме од се со увоз или слично. Всушност, институционално е тренд во моментов да се зборува за помагање, раст и развој на малите предприемачи. Која е твојата забелешка токму на ова и како ти, еве, кажуваш дека 2 години ти требало да собереш документ, како би и го олеснил патот на малите предприемачи за побрзо да отворат свој занает? Од страна на државата по олеснување, сигурно ако отворат некој сектор за предприемништво и да имат некои консултанти, што би ни кажале кои работи ни требаат за се ова да биде полесно, да не се губи време во бирократија или слично, да се помага. Имаше неколку проекти, знаеме што се случува со ИПАРТ, знаеме што се случуваше и со фонд за иновации. Јас сум аплицирал и на фонд за иновации, не сум ги добил тие средства по некоја причина нивна, но имало идеја, ама дали се реализирало кога што треба, тука е дискутабилно. Така затоа сум си влегол сам и многу е поубаво сега да кажам дека сам си одговарам за тоа што правам. На здравје. На здравје.